И како што ви најавив пред рекламите, при крајот на првото интервју, заедно во продолжение во следните 35 минути од прилика, ќе разговараме со пратеничката и председателка на Зелената партија во Македонија Дом, Маја Морачанин, во однос на прашањата кои што се поврзани со се она што во последниве сега веќе години, ако порано беше месеци, сега веќе години, постојано и како што гледате и по последната кампања која што се прави од страна на невладиниот сектор, се зборува за прашања од животната средина и од екологијата, нешта кои што се дел од зелените политики. Најсоодветно да разговара човек за овие работи е нормално со партија чија идеологија е во таа насока, но имајќи ги предвид дека партиите кои ги подготвуваат изборните програми за локалните избори на есен, мислам дека и сега е точно времето пред официјалниот старт на пролетта и да разговараме за овие прашања. Маја Морачанин, добре дојде во студио 10. Добро ве најдов. Во однос на сите овие работи кои што ги напоменав, дали веќе како партија ги спремате изборните програми? Така е, веќе е време да се подготвуваме. 5 до 12 некако така за програмите? Па добро, има се уште време. време, вистина, до октомври се локалните избори, така што има време и ние сме веќе во подготовки, во консултации со граѓаните, општинските организации се работат, ги разгледуваме приоритетите, комуницираме со граѓаните кои се нивните видувања, нивните потреби и приоритети, се разбира согласно нашите програмски определби. Најавив на почетокот дека неверојатно, туку најсоодветна партија за овие прашања за зелените политики сте вие, затоа што тоа е наназад повеќе од деценија, дури можеби во дадени моменти и од страна на медиумите и на граѓаните сте биле и наистурени во јавноста, кога станувале кога се зборувало за проблеми поврзани со животната средина и со екологијата. Колку според вас, пратеничка сте веќе неколку години во собранието, колку според вас вашите колеги и колешки од другите партии има сенс за зелените политики? Па не е благодарно да коментирам за колешките и колегите, но според изборните програми зборувам така, сега од аспект на изборните програми се прилично присутни кај сите политички партии. И мислам дека е тоа резултат точно на граѓанскиот одек во јавноста и барањата од граѓаните за подобрување на животната средина, за климатските промени, бидејќи навистина во изминатите неколку години свесноста во општеството генерално за потребите од действување за заштита на животната средина исклучително се на повисоко ниво споредбено со она што беше пред 10 години, кога како што и вие рековте, Огнен, нас ни се подсмеваа кога ќе кажав дека сум од зелена партија. Средно ќе ве прашав кога ќе се вратите наназад, дали некако веројатно не сте го ни надминувале тој момент дека ви се подсмеваат, затоа што сте си велели ќе видите, ќе сватите за некоја година дека зборуваме. Така и знаете, кога верувате во нешто искрено, едноставно не обрнувате внимание, но факт беше дека луѓето се исмеваа. Оти кај нас пак во Македонија зелено е синоним како за незрело и така, нели, за подсмев служеше. Тоа не ми текнало таква поврзаност. Да, така ги поврзува обично, а и ден денес има така негативни коментари. Вистина сте зелени, кога некој сака да критикува во смисол недозреани. Ете така. Но како и да е, да се вратам, граѓаните навистина вршат огромен притисок во општеството и врз политичарите се разбира, и тоа е одлично. Има многу голем број на невладини организации, граѓански иницијативи, различни здруженија, формални, неформални, и нормално дека сите политички партии, да се вратам на прашањето, сакаат да испорачаат она што граѓаните го бараат од нив. И затоа зелените политики во смисол на делот сега зборуваме за животна средина и клима се застапени во програмите на партиите. Но знаете како, не е доволно само да се декларира нешто и вака вербално да се заложувате. Така е, за мене е прво важно навистина да имате политичка волја за тоа. Второ, да имате знаење
Оти овие теми не се толку едноставни како што можеби на прв пат изгледа вака на прв поглед дека тоа ништо не. Не е тоа дека нешто можете да ветите пред изборите во смисла ајде ќе видиме како ќе биде кога би дошле на власт, затоа што треба да знаете конкретни буџети, акции. Апсолутно потребни се големи финансиски средства. И она што е непопуларно сега за политичарите, да кажам, не можете да очекувате промени во брз рок. Значи, ако сега започнете нешто, резултатите од тие испорачани, да речем, промени, конкретни, еве, да го земеме загадувањето на воздухот, огромен проблем. Да, нешто што веќе наназад 10 години ние јавно го... Апсолутно. Веќе свесноста мислам дека е кај сите. Апсолутно, и тоа е одлично, тоа го зголемува притисокот и тоа е добро, но несериозно е како од политичка перспектива, како политичар, да кажете да, нема проблем, сега јас за 6 месеци, за 1 година ќе го решам аерозагадувањето или загадувањето на почвата, на водите, затоа што тоа не е возможно. Не е возможно и тука мислам дека е уште поголемо по тоа нормално разочарувањето кај граѓаните, бидејќи сте ветиле нешто што од почеток не било реално. Јас разбирам дека има политичка волја и дека сите ние сакаме да кажеме... Волјата е повеќе во делот на работите кои што се понеопипливи, да речеме, полесно минува. Така е. Кај вака пипави и опипливи работи малку е проблематично. Така е, има други сегменти, да речеме, од политичка така, и на крај други теми кои што можете и побрзо да направите некоја промена и разлика, но овде за да го добиете резултатот, зборувам крајн. И затоа ние и како зелени воопшто и европските зелени, ние не зборуваме крај сега не зборуваме за транзиција од фосилни кон обновливи, ама тоа не се прави од денес за утре. Не затоа што ние не сакаме. Сакаме сите утре да биде тоа реално. Туку зборуваме за процес на транзиција. Затоа што е неопходно, не само заради финансиските средства, морате да им дадете период и на фирмите да се адаптираат, да се прилагодат, да вложуваат, да видите од социјален аспект што тоа ќе значи. Од тој момент некогаш не го врзуваме вака со животната средина, е многу важен. Тие се две работи кои што заедно мора да одат. Ние велиме зелените, еколошките политики и социјалните се две страни од една иста паричка. Вие не можете без да го земете предвид социјалниот аспект што таа реформа во однос на животната средина ќе предизвика, дали ќе останат луѓето без работни места. Значи, тоа е нешто што мора да биде вградено во генералните политики кога зборуваме за вакви процеси. Затоа и велам, потребно и знаење да имате за да го работите тоа. Се разбира, тоа се тимови кои работат. И на оваа тема неодамна разговаравме со председателот на францускиот економски социјален совет и за животна средина и кај нив е тоа навистина одлично решение. Имавме средба во собранието и мислам дека е тоа одличен модел што и кај нас треба да се направи. Значи и прашањата за животна средина да се вметнат во економско-социјалниот совет за да бидат вклучени потребите. Неспорно е дека и економскиот развој во иднина ќе оди во насока на заштита на животна средина и климата, зелена агенда, едноставно нема друга алтернатива освен за зелен развој. Кога сме кај средбите, можеби едно од најголемите изненадувања на Балканот во последниве години по политиката гледано беше доаѓањето на Дритана Базовиќ на власт, односно тоа се ваши, така, од зелените, условно речено. Така, тоа се зелена партија во Црна Гора. Што беше многу за изненадување. Прво беше за изненадување промената на милјето во Црна Гора на власта, но исто така изненадување беше дека и партија на зелените успеа има една коалиција Црно на бело, во која влегоа, предходно беа во опозиција. Со Дритан се познаваме веќе неколку години, кога не беше ова коронава и се гледавме и почесто средба, тој сега беше дојден како вице-премиер, бидејќи е вице-премиер во
црногорската влада и сосема накусо искористивме еден момент во собранието да се сретнеме, да поразговараме за нашите зелени теми, се разбира и соработката помеѓу Црна Гора и Македонија. И добивме еве вака и покана како партија да учествуваме на нивниот конгрес кој веројатно ќе биде во мај, се разбира се зависи како ќе биде со корона кризата, состојбата. Но се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се видиме и да поразговараме, бидејќи ние имаме одлична соработка со нив. Тоа сакав исто да го напоменам, човек ако ги истражува наназад и ако ги забележува, да речеме, активностите на партиите, веројатно кај вас и кај либералите ќе забележи дека имате постојани комуникации или поддршки кои доаѓаат од сестринските партии надвор од Балканот, но и на Балканот, но и надвор од Балканот, но и од она што би представувало, да речеме, и интернационала на сите тие сестрински партии заедно. Што например не е пример, да речеме, кај овие големи партии кај нас. Да, ние имаме навистина одлична соработка и со сестринските партии, и со Европската зелена партија. И мислам дека веројатно и не знам, нашата идеологија, нашите вредности во кои веруваме не сближуваат толку и тоа е прекрасно искуство, размена на комуникации, секогаш отворени за соработка, за поддршка, за пренесување на искуства и за нас е тоа навистина драгоценно, бидејќи тие имаат и стручна експертиза. Па тоа сега сакам да прашам, дали нивната стручна експертиза и веќе изминати години на направени реформи, особено во делот на законодавството, ги земате од нив и ги посоветувате и колегите во собранието, кои што веројатно во вас гледаат и малку поголем авторитет за закони од овие прашања. Така е, да, затоа што ние секако дека ги користиме и мислам дека е многу паметно решение да искористите искуство од некој кој веќе минувал и тие се отворени и искрени, велат не ги повторувајте нашите грешки. Затоа што и тие во тој процес сега отпосле сватиле дека нешто можело поинаку, дека нешто можело подобро, така што тоа е навистина драгоценно искуство и јас сум им многу благодарна што секогаш се отворени да го споделат со нас. Исто така имаме интензивна соработка и со земјите, партиите во земјите од регионот, иако генерално не само на Балканот, туку и во Источна Европа влијанието на зелените партии во креирање на политика во смисол на учество на власти така натаму е и поддршка од граѓаните е помало отколку во западноевропските земји. Инаку во 6 веќе држави членки на ЕУ тие се дел од владата, учествуваат значи како коалиција во владата и тоа е едно исто така драгоценно искуство и за нив, и за нас сите, и се разбира влијание, кое што пак е добро и за нашата држава. И за Македонија е добро кога во владите во европските земји имаме представници од зелените кои апсолутно даваат поддршка за процесите за евроинтеграција на Македонија, за реформите што треба да се направат во следниот период, така што имаме еден искрен сојузник во борбата. Многу повидливи се изборните програми и многу поистурени пред јавноста кога станува збор за парламентарни избори, а да не правиме обет пак за председателски, тоа е веќе посебна категорија. Но кога доаѓа збор за локалните избори, програмите на партиите некако веројатно најмногу се сведува, мислам, кампањата се сведува повеќе над самиот човек, кој е кандидат дали за во советот, дали за градоначалник, а изборните програми се врзани пак директно со него. Но, прашањето ми е, за зелена политика на локално ниво, наспроти националното, што е она што треба да биде приоритет сега за нас на есен? Што е ние како граѓани треба да препознаеме кај некого? Така. Значи, граѓаните треба да тргнат од своите потреби. Тоа е клучното за мене, а политичарите, особено за избори, за кога се работи за локално ниво, пак треба да се водат во програмите од потребите на граѓаните, што директно ги кажуваат,
кога велам граѓаните, тука ги вклучувам и невладините организации, граѓанските иницијативи, оти тие се уште поблиску до граѓаните и се разбира, за мене вториот, да речам, клучен фактор во тоа е да бидете сепак доследни на вредностите во кои верувате. Оти многу често кај нас некако се оди во некој популизам, да испорачаме барањата на граѓаните и ветуваме, дека ако видиме дека граѓаните ги интересира една тема, гледаме сите партии се фокусираат во програмата на тоа. Затоа реков дека можеби сега ќе станат зелените политики многу попримамливи за сите партии. Ако порано никој не зборуваше. Да, порано, поодамна не, но последните неколку години од 2016 наваму работите се променија за тоа, веќе се менуваат и се повеќе се присутни овие еколошки теми, да кажем, во политичките програми, но мислам дека веќе и граѓаните точно препознаваат кој навистина може да испорача, кој не. Оти веќе и добро, после 30 години демократија, добро е што веќе сите имаме како граѓани искуство и правиме проценка на кого му ја даваме својата доверба и се согласувам со вас дека и личноста е многу важна. И јас исто така мислам дека е тоа многу важен сегмент, особено за вака мала држава како Македонија, каде што сите некако се знаеме на еден или на друг начин, особено за локални избори, каде што пак луѓето навистина добро се познаваат и сакаат да ја познаваат личноста која би била советник или советничка и затоа и ние се залагаме за отворени листи, нели, покрај една изборна единица, 50% жени, тоа е нашиот предлог за промена на изборниот модел. Оти на отворените листи, точно како граѓанин, нема само да гласате за партија, туку за личност која сакате да биде советник или советничка и мислам дека фидбекот од тоа ќе биде и поголема одговорност на тие советници и советнички, бидејќи, знаете како, лично ќе ви пристапат потоа граѓаните и ќе ви речат, јас го дадов мојот глас за вас за ова и ова. Очекувам да, овој муабет за отворените листи за една изборна единица се провлекува веќе особено многу актуелно последниве 6 до 7 години. Ама некако цело време тоа се провлекува така. Ќе имаме избори, во овој случај за прашањето за кое што разговараме, среќа па секоја година имаме избори па се провлекува многу често, за несреќа на нас дека имаме често избори, но дали ние навистина, еве и во собранието сте, дали ние навистина би имале, да речеме, можности да добиеме една изборна единица и отворени листи? Тоа зависи од политичката волја особено на поголемите партии. Да бидеме искрени до крај. Да, затоа и ве прошло. Јасно е дека тука се кршат копијата и има различни мислења по тоа. Не им одговара затоа. Да, генерално не им одговара, но некои покажуваат поголема флексибилност и отвореност за разговор, некои се пак и не ни сакаат воопшто да се разговара. Еве за пример, вие знаете, пред 2 години беше кога го поднесовме тој предлог закон за една изборна единица 50% мажи и жени еднакво на листите и отворени листи за советничките кандидати. Што се случи? И тогаш бевме 18 пратеници од различни политички партии, значи дел од иницијативата со поддршка се го поднесовме предлог законот и ефектот беше 5000 амандмани кои што тогаш ВМРО ДПМН и ДУИ ги поднесоа и го блокираа законот. И она што мене криво што воопшто не се ни отвори некоја сериозна дебата во собранието. Во смисла да слушнете за да слушнеме кои какви ставови има, зошто да се одбранат аргументите, молам? Тоа е уште блокирано. Тогаш не, тоа заврши со новиот, сега е поднесен нов предлог, тоа е само за една изборна единица, пред неколку дена, ајде да видиме сега што ќе се случува со овој предлог закон за една изборна единица. Јас не знам, мислам, ако биде повторно како минатиот пат со блокирање, а гледам дека пак некако во овој мандат е тоа се популарно, блокирање на собранието, бојкотирање на различни начини, оти кога имате намера нешто да блокирате како пратеник, особено ако сте, па и не мора да сте 10 пратеници, 5-6, тоа е можно. Веројатно граѓаните, нормално дека и јас не сум знаела кога не сум била во собрание, имате многу опции
како тоа да го направите. Не се само многу амандмани, не правење кворум, закажување, презакажување на седници, на комисии, паузи, Да, сега процедурални. тоа е актуелно периодов со кворумот. Да, така што ако навистина имате таква намера, секогаш има легитимен начин. Тоа е дел од демократијата, не е против законот и против деловнички, но за мене е не етички. Не етички и неодговорно. Во однос на, да речеме, во пресред на локалните избори, на многумина ќе им се види можеби чудно, зашто разговараме во март сега за наесен. Време е, точно да, е времето но за локални. што е она што го имате вие увидено, да речеме, на терен, најголемата потреба на граѓаните кога станува збор за зелените политики на локално ниво, бидејќи на национално ниво се можеби слични, но во многу поголем размер и во многу посистемски и проблематични решенија. Но што е она што на локално ниво вие го забележувате како проблем? Така е, додека на национално ниво се пошироки рамките за решавање на проблемите и кога сме во контакт со граѓаните, тие даваат мислење, но кое би се однесувало по-генерално за државата, но и тогаш дури и за парламентарни избори, кога комуницираме со граѓаните, тие природно се фокусираат на своите локални потреби и решавање на локалните проблеми. Особено пак сега за локални избори и точно се ги нотираат проблемите кои сакаат да им бидат решени. Пример, имавме комуникација во Кочани со граѓани и тогаш беше уште и со Пейпер бил актуелен целиот процес и разговаравме околу тоа. Значи, тие точно селектирале проблем кој што за нив е важен и кој што сакаат да се реши, инсистираат на решавање до крај на проблемот, упатени се, информирани, значи одлична организација и тука е сосема јасна ситуацијата што граѓаните во Кочани бараат. Сакаат чист воздух, чиста животна средина, лоцирале кој е најголемиот загадувач според нив, ги лоцирале и другите останати кои што треба, значи да поминат во таа фаза на инспекција и така натаму, така што тоа навистина ме радува, истото се случува и во други општини. Во Велес, например, се жалат на каменоломите работење, дека од таму има прашина, загадување од бучава, нечист воздух. Значи, граѓаните апсолутно знаат каде е проблемот и што сакаат да се реши како приоритет за локалните избори. Главно, она што ние го контактираме, се загадувањето на животната средина. Околу тоа се навистина загрижени на локално ниво. Да не зборувам дека бараат повеќе зеленило, парк, за деца простор, јавни простори, а за Скопје пак посебна една тема, да, затоа што скопјани се практично угушени од бетонизацијата на градот. И тоа е она што која што не ни престана, не ни паузираше, да. Така е, да, имаше некоја пауза нели во центар со мораториум кој еве се гледаме во Уставен суд го укина. Тоа е пака само малечко делче внатре. Апсолутно, да. Но дури и тоа малечко делче не може да се спроведе како што е и како што се ветуваше и како што јас сум убедена дека треба. Значи ние мора да престанеме со тоа градење на секое празно просторче, затоа што навистина станува животот во градот неодржлив. И тоа граѓаните апсолутно го препознаваат и нешто го препознаваат, веќе се револтирани што не се направи радикална измена во тој дел како што е потребно. Јас навистина мислам дека е тоа неопходно за Скопје. Кој е најгорливиот проблем? Загадувањето на животната средина, но што во животната средина со што ќе се соочат идните локални власти? Загадувањето на воздухот, тоа е исто за Скопје, скопските општини, проблем кој граѓаните го истакнуваат. Загадувањето на водите станува се поактуелен проблем и тоа ме проблем перцепција кај граѓаните, а вистина и проблем во државата, затоа што досега немало ни обид за решавање.
Мене ми е драго што веќе се во тек некои и проектни документации и заеми се одобрија со цел за пречистителни станици. Во Кочанско има исто еден многу добар пример, тоа еве вака е на вистина редок позитивен пример кај на што треба другите општини да го следат за поставување на пречистителна станица која што еден дел од милта нели што останува се прави биокомпост, па се користи како ѓубриво, па станицата е направена со фотоволтаици, така што 70% од енергијата ја обезбедува од сонце и тоа е уствари начинот како треба да се решаваат на еколошки начин проблемите и како и загадувањето на водата можете да го решите, а истовремено да добиете и бенефит во смисол на ѓубриво природно и да не трошите толку електрична енергија за потребите, значи се е можно. И ме радува, вистина, јас многу се радувам кога ќе видам дека такви примери се реализираат кај нас, но да се вратам, загадувањето на водите, веќе граѓаните го перцепираат и мислам дека тука дефинитивно и кампањата Разбистри се одигра голема улога, уште повеќе се зголемува свесноста за потребите од заштита на водите кај нас. Да тоа, например, цело време кога некој ќе ми спомне за води во една држава, прва напамет ми паѓа Словенија во однос на заштитата што ја направи на природните богатства, особено на водите и особено на зелените површини, така што некако ниедна друга балканска земја баш не го следеше тој пример. А ние допрва сега дури разговараме за проблематиката со водите. Така е, Огнен, затоа што во Словенија и никогаш и не се случувале вакви состојби како што се кај нас. Јас имам интензивна комуникација и во Словенија. Таму е, како да ви кажам, кога зборувате дека еве искуства дека кај нас како се градат објекти, како се узурпираат јавните површини, зелените површини, за нив е тоа незамисливо. Тие имаат јас би рекла култ кон природата. Кај нас кога се оди во природа, сите бараат некој ресторан да нели се седне и така, па тоа се става во сколоп на уживањето во природа, кај нив е сосема различно. Луѓето постојано одат на викенд, сите тие излетнички места, да кажам, нема ниту еден ресторан. Одите во природа, да си носите воранчето, сендвич, вода, нема канти. Ние немаме таква култура, нема канти за отпадоци. Еве сега требало на планина канти за отпадоци. Ама тоа е нелогично и неодржливо. Кој е комунално предпријатие ќе оди 1000 метри за да собера ѓубре? Значи ќе си го ставите ѓубрето во ранчето што сте си го зели и ќе си го вратите назад од каде што сте дошли. Ама тоа табу така функционира, кај нив е тоа незамисливо да биде поинаку. Да не зборувам и за хигиената, одржување, за шумите, мислам, преубаво е Словенија, е навистина зелен. Еве кога зборуваме, Блета е исто така заштитено од ЮНЕСКО езерото. Па нема, таму има 2 хотела кои што се во бивша Југославија, веројатно 70-тите години. И тоа едниот има ресторанче со терасичка, ама така колку студиово наше, со едно градиче арѓосано. Така, и толку. Останато и тоа е, да. Толку околу езерото имаше нема тука церади, нема стакла, нема... Така, нема ресторани, кафеани, кафулиња, врвулици. Толку луѓето уживаат во природата. И е тишина. Нема... Се вратив сега назад во Да, нема чамчиња со пенти да брчат, да загадуваат езеро. Можете само чамец со весла. Тоа е дозволено и толку. За да не се загадува водата. Така е. И затоа се сочувува езерото. И не гледам, оти кај нас пак имаше, сега споредувам со Охрид, оти има една друга страна која вели, па туризмот ќе се уништел, многу рестриктивно било. Не гледам дека има пат на туризмот Словенија, напротив. Да, Словенија е многу супер земја од аспект за користење за споредба со нас, затоа што по параметри гледано по статистика ние сме комплетно скоро па исти во тој дел. И по површина, и по жителство, и по поставеност и слично, така што во тој дел мислам дека баш
за стремење кон некого ние Да. најсобно, да ги не може да се стремиме со една Германија или со... Така, Словенија е добра за компарација, иако разликите, за жал, во овој дел се огромни, да не зборувам за селектирањето на отпад. Тоа функционира безпрекорно со години. Овде кај нас дури и да селектирате. Да, потоа не знаете што се случува со отпадот. Еве јас сега, отпадот. например, за рециклирањето на пластичните шишиња, кое што е можно само во општина Центар, јас од аеродром се јавувам на другарка, па одам да рециклирам во општина Центар еднаш сите месечно. Сите го правиме исто да, со кесите, со шишињата, да. Капачиња во една, шишиња во друга. Така е. Затоа зборуваме ние за интегриран систем за третман на отпадот. И тоа е замислено, проекти има и финанси. Тоа значи дека мора тоа да биде дел од системот. Како што велите, не е доволно само да селектирам, што ќе се случи после со отпадот. Јас дома можам да селектирам, ама ако сите тие 4 различни кеси ги одат во истиот контейнер и во истата депонија, тоа нема резон. Значи, мора да се започне од дома, селектирање во домаќинствата или фирмите, се едно на отпадот, потоа да имате каде да го одложите тој отпад исто така селектирано, контейнери за хартија, за органско, нели за стакло, за пластика, и потоа на самите депонии се прави дополнителна селекција и потоа тоа се рециклира. Тоа е таа циркуларна економија, кружна економија за која зборуваме, и тоа е економија на иднината. Не на иднината, во Европска унија е веќе тоа се практицира, ама кај нас уште немаме ниту една регионална санитарна депонија по европски стандарди. Дрисла ни е нешто најприближно до тоа и тоа е далеко од европските стандарди. И еве, не знам, уште се кочи процесот за во Свети Николе, каде што требаше да биде за источен и североисточен регион, со грант од Европска унија и така натаму, ама некако локалните власти веројатно не можат да се договорат околу сите детали и еве, уште не е тој процес со интензитет кој што би требало да биде. А тоа е решението, нема друго, така е во целиот свет. Така. Ни останаа уште од прилика 4 до 5 минути. Дали се ова што го разговаравме досега вам ќе ви биде во фокусот на есен? Да, апсолутно да. Апсолутно. Ние веќе сме почнати со подготовки за локални избори, работиме и обуки со активистите, контакти со граѓаните, малку со корона пандемијата е тоа во други услови, со намален интензитет на собирање на луѓе се разбира, но се обидуваме, нели, технологиите ни овозможуваат со онлайн активности и така натаму да бидеме во контакт со граѓаните. Ја подготвуваме веќе програмата. Во овој момент фокусирани сме на обуки на активистите и на контакт со граѓаните во смисол на слушање на нивните потреби за општините во кои живеат, кои се нивните очекувања, кои се нивните барања од локалната самоуправа. Каков е вашиот став во однос на барањето на опозицијата за одложување на изборите? Мислам, не ја гледам причината за одложување на изборите и јас навистина многу е тешко да се разбере ставот на опозицијата, тие бара предвремени парламентарни со локалните пред неколку дена, што за нас исто е неприфатливо. Мислам, тоа одење од избори на избори, пред 7 месеци имавме избори. Тоа само доведува до уште поголема нефункционалност, затоа што знаеме што се случува, еве веќе и во собрание почната кампањата за локални, за жал на негативен начин, и мислам дека граѓаните и тоа ќе го санкционираат на избори. Ама тоа е сега одлука на секој политички субјект. Така што сега ми е нејасно, пак ова е ново барање од пред ден-два да се одложат локалните. Зошто би се одложиле, не знам, во октомври треба да се одржат и не е јасна ни причината зошто тоа се бара. Поради коронавирусот и дека би имало... Ама ние не знаеме како ќе биде со коронавирусот. Еве, влегуваме во втора година со коронавирусот. И нели сите се надевавме, и сакаме, ама гледаме дека и... на одмор, може би годинава. дека и оваа година ќе продолжи справувањето. Баш вчера имав
онлайн состанок со лидерите на европските зелени партии имавме со ИџП. Таму е во тек дебатата за тие зелени, како ги нарекува Европска комисија, пасоши, дали ќе има лиценцирање, односно сертификати за вакцинирање и не во кој облик би било дигитално и така, значи дебатата кај нив е во таа насока. Тоа е предмет за друга дебата, имам апсолутно со човековите права. Така е, па тоа и беше тема на дебатата, од една страна барањето нели за заштита на здравје и за отварање на економиите, особено туризмот, но од друга страна бидејќи тоа исто, освен животната средина, основи за дискриминација тука. Така е, тоа е нешто што за нас како зелени е многу значајно и затоа во ваков формат и беше дебатата. Добро, и за крај ептен последно прашање, дали очекувате со оглед на тоа дека прашањата за кои што вие се залагате откако постоите како партија, сега веќе се помеѓу првите три најважни веројатно на сите и во земјава, и во националната политика, но и во светот, затоа што гледаме дека светот, особено откако настанува со коронавирусот, многу зборува за климатските промени и за аерозагадувањето. Дали сметате дека тоа можеби ќе ви помогне на ова одење самостојно на локалните избори да имате многу повеќе советнички места? Отколку јас верувам, јас верувам дека вашето време навистина сега доаѓа. Така и дека граѓаните веќе не препознаваат, дека ние навистина стоиме за тоа што го ветуваме и работиме да испорачаме максимум колку што можеме. Сега знаете, јас знам дека и јас лично сакам и повеќе и побрзо, но онам влијание кое што го имаме е сепак мало. И мислам дека со тоа успеваме да направиме некоја промена генерално во системот и на локално ниво и на централно ниво и сметам дека граѓаните ќе ни дадат поголема поддршка и тоа е важно за државата затоа што и тоа е тренд и во Европа, зелените. И гледаме и кај нас на Балканот сега после примерот со Црна Гора. Така е, јас очекувам дека и во Бугарија сега исто така ќе станат и имаат нели парламентарни. Вие знаете дека имаме голема поддршка и од Бугарската зелена партија и ние исто така нив ги поддржуваме. Боби ќе биде кандидат за пратеник, се надевам дека ќе биде избран. Така што да се вратам на Македонија, очекувам дека Дом ќе добие поддршката од граѓаните и ќе имаме поголем број на советници и ќе можеме да имаме уште поголемо влијание во реализирање на она што се наши програмски определби, што е комплементарно со потребите на граѓаните. Благодарам многу за издвоеното време и за гостувањето и се гледаме повторно наскоро. Благодарам на поканата.